Топ тема, добро вечер. Нема безмалку ден, месец или година во Македонија да не е по нешто клучен, историски, пресватен. А според најавите од почетокот на годинава може да се очекува уште една турбулентна политичка година пред се на политички план, која веќе почна со лицитацијата околу можност големување на парламентарното мнозинство. Вечерва за дилемите. Граѓаните гледаат погрешен правец, како власта ќе ја смени перцепцијата. Ќе има ли ново парламентарно мнозинство, кој се служи со лаги, а кој со насилство? Дали е Мицкоски заложник на левица, колку што е или не е Ковачевски на Ахмети? Дали земното клеветење е единствениот адот во политичката битка? Одговори новија прашања ќе бараме од подпредседателот на СДСМ Стефан Богоев. Останете на Телма, почнуваме по кратката пауза за реклами. Назад сме во топ тема и добро вечер за подпредседателот на СДСМ Стефан Богоев. Добро вечер, благодарам на поканата. Богоев, две условно вонредни вести имаме вечерва. Првата доаѓа од Советот за безбедност, втората се случува делумно во СДСМ, делумно во клубот на пратеници. Да почнеме со она што е препорака на председателот и на Советот за безбедност, а тоа е на еден пратеник, бугарски европратеник, кој што председателот не го именуваше, но без сомнение е Џамбаски, и на други лица да бидат прогласени за персона нон грата. Кој е вашиот став со оглед на тоа што до сега токму на адреса на СДСМ доаѓа најголемите обвинувања од опозицијата и другиот дел од јавноста дека сте многу попустливи кон Бугарија, дека надворешната политика сте ме препуштиле на Бујар Османи, што повторно оди на ваше негативно конто. Точно, вечерва, односно покрај Советот на безбедност седницата по Пладнево, вечерва имаме два настани, бидејќи гледам многу шпекулации во медиумите. Ќе прашам за нив прво оценка околу. Добро, видете сега. Верувам дека и вие и добар дел од гледачите се почувствувавте во најмала рака непријатно после оние настани кои што Џамбаски со групата ги направи овде на одбележување на денот на Мара Бунева. И од тука мислам дека во таа насока до некаде и логична реакцијата на председателот Пендаровски, оно што го презентирал на седницата на Советот за безбедност, ќе видиме деноиве како тоа ќе резултира, бидејќи мислам дека конечната одлука ја носи владата на седница за вакво прашање. Да, конечната одлука ја носи владата, така да не би сакал кој е вашиот став еве како партија или дури и вашиот личен став? Ние сме генерално на линија со она што го каже и председателот Пендаровски во тој дел. Што е она што се случува вечерва на релација СДСМ и коалициски партнери на СДСМ, да нема дилеми, бидејќи тука не се владините партнери, двојна средба. Прво средба на генералните секретари во седиштето на СДСМ, а сега веќе или за околу 20 на минути средба на лидерот на СДСМ и премиер Ковачевски со лидерите на коалицијските партнери. Бидејќи, како што реков пред малку, денеска многу шпекулации излегува по медиумите на оваа тема, би сакал, вие дадовте вовет и точно, да ја расчистиме прво дилемата. Во седиштето на СДСМ се одвива состанок со коалицијските партнери со кои што сме биле заедно на листите на изборите во 2020 година. Претежно тоа се традиционалните партнери на СДСМ, НСДП, ВМРО-НП, ДОМ. Да, ги знаеме, но која е целта, бидејќи форматот е чуден мал. Овој состанок, колку и да звучи како парола или флоскула, тоа е навистина така. Овој состанок има сосема друг дневен ред. Дневниот ред на овој состанок е оперативното работење на коалицијата за 2023 година, како и коалицијската соработка во 2023 година. Знаете дека тој тим на партии застанал за одредена политичка програма во 2020 година, која што сега е дел од владината програма и се реализира, а на крајот на криштата, нормално и на локално и на централно ниво, партиите оперативно да функционираат заедно. Состанокот е свикан од таа причина
и вечерата, која што потоа следува во клуб на пратеници, кај што ќе биде претседателот Ковачевски со претседателите на овие политички партии кои што предмалку ги спомнав, е повторно во насока на реализација, односно план што како ќе се спроведува во делот на програмата на влада и во делот на делувањето како коалиција во 2023 година. Состаноците се одржуваат сега, бидејќи е почеток на година и се планираат активности за 2023 година како ќе тече годината. Тоа што се поклопува во исти тајминг, кога е актуелно јавно прашањето за евентуално проширување на мнозинството со Алијансата за албанците, е само коинциденција. Секако, доколку некој на тој состанок го постави ова како прашање од коалиционите партнери, ќе добие одговор, меѓутоа на дневен ред не е проширување на коалицијата. Сакате да кажете дека е ова малку задоцната постновогодишна или постбожикна средба, но по тоа оперативно работење и коалициска соработка влегува и она што наголемо се случува во Алијанса за албанците, затоа што е малку веројатно дека Алијанса за албанците како партија нема што друго да прави, па ќе организира редица состаноци на централното раководство, ќе формира работни групи кои што ќе го анализираат можното влегување во владата, кога на големо и од дел од коалициските партнери во владата, особено ДУИ, а и од ваши представници, се говори за потреба од некакво европско мнозинство за искористување на моментот годинава, а тоа е почеток на преговори, кој пак што не води до горчливото прашање на уставни измени. Видете, да не ме сватите и вие погрешно и гледачите, далеку од тоа дека пробувам да ги потценам и да кажам дека воопшто ништо не се случува околу Алијанса за албанците. Поентата ми беше, на овие состаноци вечерва, примарна тема на дневен ред, тоа не е. А дека во меѓувреме Алијансата за албанците внатре помеѓу нив разговараат и дека ќе се разговара и кај нас во партијата, но и во партиите од коалицијата наша, која што веќе е владеачка коалиција околу ова евентуална можност за проширување на мнозинството, тоа е точно и тука не треба да имате дилеми ниту вие, ниту гледачите дека тоа е актуелно прашање. Како ќе се заврши, пред се зависи од програмските заложби и од заложбите суштински, кои што би требало да ни се поклопуваат на нас како СДСМ со нашите владини коалициони партнери и коалициони кои што бевме заедно на листите на парламентарните избори 2020 година, треба да се поклопуваме во идеите и во концептите и во политиките со Алијанса. Алијанса вели, наше основно барање ќе биде нели освен министерските места, бидејќи сите кога влегуваат во владата велат дека министерските места им се последни, но на крајот излегува дека тоа се клучните барања. Алијанса за албанците вели, прво ќе го поставиме прашањето на владење на право, борба со корупција, тоа не е лошо, тоа е окей. Затоа велам. Значи, овие точки ви се 4 точки ви се исти. Иста ви е и намерата и желбата да се смени уставот за почеток на на ова. И покрај тоа што се овие 5 точки најдовме исти. Дали тоа значи дека преговори ќе има и кога? Мора да има преговори. Прво затоа што овие точки кои што ги кажувате се области генерални, во кои што сметаме дека треба да има напредок, и ние и тие, и тука се поклопуваме, меѓутоа тоа има голем број на детали внатре како тоа ќе се спроведе, што значи подобрување на владење на право, борба со корупција, се спомнува од нивна страна можен ветинг на политичари, на суди и слично. Значи, тука има повеќе детали и механизми и начини како тоа би се извело, така да треба да се постават пред се контурите на овие работи. Кога тоа ќе се постави, доколку се постави и доколку е прифатливо за нас како СДСМ и партиите во нашата постојна коалиција, тогаш ќе се влезе во разговор за ресори и кај ресорите е битно каков кадар има да се понуди од таа страна, односно дали има кадар соодветен за ресорите кои што се бараат. Јас сум економист. Не можам јас ако преговарам со некого да барам некое место кое што повеќе личи да биде за правник или повеќе личи да го раководи искусен инженер. Така да од тука мислам дека тие ќе бидат чекорите кои што треба да ги очекуваме.
да се финишира околу програмските определби и усогласувања. Ако има и кога ќе има усогласување финално, тогаш ќе се влезе во ресорската расправа. Повторно ќе кажам, врз принципот на каков кадар има да понуди во овој случај Алијансата за албанците, а каков имаме ние од СДСМ или коалицијата ЛДП, НСДП, ДУИ и слична алтернатива за одредени позиции, можеби некаде кадарот кој што некоја друга партија го нуди ќе биде посоодветен, така да тоа ќе биде клучот доколку дојде во оваа фаза да се разговара. Имате некој тајминг? Мислам дека активностите околу оној концепт што го кажувам, концептуалниот програмски дел би требало во наредните, да речам, 2 недели да знаеме дали генерално би се согласувале во тој дел заеднички со Алијансата за албанците и со коалицијата наша или не би се согласувале. Сега на пониско ниво се разговара? Се уште не е на пониско, се разговара, да речам, индиректно. Имаше една средба во влада официјално. Имаше средба во влада помеѓу претседателите, точно. Меѓутоа тогаш имаше и една дилема, не е дилема, отворено прашање, бидејќи Алијансата се уште нема конгрес одржано и тогаш Таравари беше ВД председател. Се одржа конгрес, викендов ги избра и органите и телата. Сепак кога се одржа конгрес, таму се избра, знаете, централно председателство и председател само. Сега се избра и органите и телата, така да логично е во некоја фаза, доколку одат добро разговорите, како што кажам, врз база на принципи и политики, логично е можеби и да се префрлат на пониско ниво, на стручно ниво и слично. Повторно останува прашањето зошто? Бидејќи крајната цел е она како што велите, окрупнување на проевропското мнозинство, но бројките кажуваат дека и со и без Алијанса ќе видите далеку од 2/3. Видете, ако ги следите изјавите на Алијанса и на незините представници, тие се практично горе-доле по нивните изјави спремни да гласат за уставни измени кои што ќе значат продолжување на европскиот пат. Со или без да бидат дел од владата и без условувања, како што им кажа на сите, односно како што им кажал на сите да не условуваат Еди Рама на вечерата што ја има во сега видите, од тука нема зошто да правиме корелација или поврзување на членството на Алијансата во влада и владино мнозинство со нивна поддршка на уставни измени. Тие амблок кажуваат дека ќе ги поддржат уставните измени и дека се за продолжување на европскиот пат и тоа е доблесно по мене и навистина коректно. А доколку се прави зголемување на мнозинството во така наречен Европски фронт, тоа не значи Европски фронт и Европски пат, не значи само уставните измени. Тоа значи серија на реформи и законски одлуки кои што треба да се донесат на крајот на криштата по завршување на скринингот кој што трае во моментов и отварање на поглавјата со Европската унија. Реформите се тие кои што ти го трасираат патот како држава и брзината на спроведување на реформи и хармонизација на твоето домашно законодавство со законодавството на членките на Европската унија е она што дефинира за колку време ќе станеш како држава полноправна членка на Европската унија. Тоа е така на теоретско ниво, меѓутоа вие како стожер на владата, не ги броиме министерските места, бидејќи ако ги броиме би донеле поинаков заклучок, а вие како стожер на актуелното владено мнозинство сега сте исправени пред другата крупна дилема. Дали воопшто ќе се стигне до таа втора фаза? За таа втора фаза вие немате 2/3, како што немавте лани во јули кога се одржа првата меѓувладина конференција, ништо во меѓувреме не е сменето и од тука повторно останува прашањето зошто? Бидејќи тоа ви носи само главоболки. Алтернатива вели, а влегувањето на Алијанса за албанците е само покритие за ДУИ, ние ќе размислиме што ќе правиме. Павле Трајанов вечерва пред состанокот во седиштето на СДСМ вели: ние ќе поддржиме реконструкција на влада само доколку во таа влада биде почитувана соодветната и правична застапеност, со што отворено алудира дека албанските партии во оваа влада имаат многу повеќе министри од СДСМ, а дека сите 8 ваши тоа во моментов не е точно. Па сите колку се? Не е тоа. Тој податок можете да го проверите, не е точно. Еве, ако сакате ги броиме ресор по ресор, ќе видите дека тоа така не е точно. И јас ќе ви кажам овде неколку работи.
Што се случува во изминативе година дена, еве и подолго. Поради тенкото мнозинство, кое што ние го имаме како власт во собранието, ВМРО ДПМН злоупотребува и често пати знае да го растури кворумот на собранието и да не можат да се донесат закони битни за граѓаните и за државата. За жал велам, и некои од нашите помали коалициони партнери знаат да направат слична злоупотреба. Зошто? Затоа што очекуваат некои политички лични цели на нив или на нивната политичка партија да се остварат. Па кога се сведувате на математика, зошто да не? Тоа е нелогично. За мене, меѓутоа, зошто да не? Ако една алтернатива со 4 министри, со 4 пратеника има 3 министерски места и дузина директорски места, 8 партии се ваши помали коалициски партнери кои што имаат пратеници, тоа се 8 пратеници од различни партии, сите тие партиципираат во владата само со еден министр. И нормално е од нивен себичен аспект нормална е и таа логика. Бидејќи очигледно секој што влегува во владата си го бара својот дел од колачот. Видете, Христоф, не се согласувам. Тука може да завлеземе во длабинска дебата, а суштинска, меѓутоа ќе ни отиде емисијата, така ако анализирате, веќе битно е да се анализира кој како влегол во собрание. И кој како добил пратеници во собрание, дали бил на заедничка листа, дали пред да се направи таа заедничка листа е договорено што потоа, таа математика, дали некој сам настапил па дошол, бидејќи Беса влезе заедно на иста листа, не ви донесе ниту еден глас во петтата изборна единица, доби тоа што доби, па не со тој резултат, не со тој резултат што го прогнозиравте и на крајот ве напушти. Видете, токму тоа сакам да го кажам. Некој размислува од политичките партии вака како што вие размислувате и вели па зошто јас да не искористам. Не, јас не размислувам, јас реков дека таквото однесување станува нормално. Станува нормално. Со зголемување на мнозинството, таквото однесување нема да биде нормално. И тоа ни е јасно, затоа што тогаш би дошло мнозинството до 5 или 6 или 7 или 8 пратеници повеќе од тоа што е сега и тогаш просторот за калкулации и политиканство помеѓу коалиционите партнери ќе биде 4 ако алтернатива си отиде. Ако беве Павлета, па еве велат ќе го преиспитаат своето однесување. А зошто би си отишла? Затоа што веќе СДСМ со своите министерски места практично нема што да дава на новиот коалициски партнер и веројатно единствената математика, тоа е реалната политичка математика, упатува на фактот дека доколку Алијанса за албанците влезе во владата, ќе мора и ДУИ и алтернатива да се откажат од некое министерско место. Бидејќи ние уште не сме дојдени во таа фаза да некој треба да се откаже или да не се откаже од некое или од повеќе министерски или директорски места. Како што ви кажав, прво разговараме програмски. Дали сме сите на истиот брод кој што вози во иста насока? Па јас ви набројав 6 точки дека сте на истиот брод. Христоф, вака тие ги набројуваме генерално како области. Борба со корупција. Океј. Тоа може да значи XY активности и чекори. Кој е најсоодветен, како ќе се почне, што тоа значи? Сега, кога ќе дојде до разговарање и преговарање, ако е тоа врвен приоритет за сите, тогаш прв, втор, трет, четврт, пет чекор во борба со корупција е небитен. Ја имавме пред малку Агелер која ви рече сад прават една, друга, втора, трета листа на можни санкционирани лица, така што ние кога ќе дојде време за ресори, ќе разговараме и со алтернатива, кој што ни е наш драг коалициски партнер, и со ДУИ и со останатите партии. Јас очекувам дека на сите ни е јасно во коалицијата дека горе-доле ќе треба сите да направиме некакви отстапки, ако сакаме сите заедно да имаме некое подсврсто мнозинство кое што полесно ќе турка во собранието закони во интерес на граѓаните и на државата. Тука веќе логиката кажува политичка дека треба да ги ставиме нашите државни интереси пред интересите на партијата. Јас на крајот од краиштата сум подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, владеачка партија, и сум единствениот подпредседател на партијата кој што државна функција нема. Туку е само подпредседател на партијата и е цело време активен и работи во партијата. Сакам да кажам, јас лично сум ја ставил повисоката цел
Македонија, предводена од СДСМ, да одат напред и тоа сум си го ставил како поприоритетно од моите лични приоритети. Верувам дека имаме политичари во нашата коалиција што ќе го следат со нивните политички партии истиот принцип, истиот концепт кој што сега ви го објаснив, каде што ќе ги стават интересите на државата предводена од оваа или можеби проширена владина коалиција пред да ги стават своите интереси. Што ако имате еден или два или три министри повеќе во ред битно име на партиите, практицираат власт преку тие ресори, меѓутоа сега зборуваме за една покрупна само приказка власт распишуваат и тендери. Па видите сега, тоа е дел од одработењето. Тендер не можеме јас и вие да распишеме, распишува тој што предводи институција, тоа е така по закон. Свое. Значи би можел да дефинирам два правци. Првиот е оној за уставните промени кој што е потежок и вториот да се обезбедите комотно мнозинство. Ете ќе ја прифатам тезата дека главната цел е обезбедување на комотно мнозинство за да не се тоа извинете, тоа не е дали ќе ја прифатиме јас или вие. Тоа е така поради фактот дека Алијанса за албанците посекако ќе гласа за уставни измени. Дали е дел од владата или не е, ќе гласа за уставни измени. Од тука, проширување на владата со Алијанса не може да се толкува како борба за стигнување до 80 пратеника за уставни измени. Затоа што по дефолт тие пратеници се на бродот за уставни измени. Затоа зборуваме за стабилизирање и проширување на проевропското мнозинство, кое што би ги вклучувало повеќето партии во тој случај, застапени во собранието со исклучок нели на ВМРО, ДПМН и Левица, кои што се докажаа дека се контра Европската унија и евроинтеграцијските процеси. Ќе ги оставиме за подоцна. Колку на тој брод, бидејќи коалицијата има уште еден проблем кој што засега е внатрепартиски, колку е на тој проевропски брод како што го велите, само немој да плови со закотвено сидро. Колку на тој брод, се извинувам за оваа реакција, колку на тој брод ќе бидат сите пратеници на ДУИ? По она што го имам како информација како подпредседател на СДСМ и по она што е достапно и во јавноста на крајот на криштата, го следите и вие и граѓаните, не мислам дека случувањата во ДУИ со така наречената огнена група ја загрозуваат владата и уште помалку дека ја загрозуваат насоката на бродот, проевропски брод кој што се движи кон Европската унија, така да мислам дека и дури и представниците на огнената група од ДУИ дефинитивно се на ставот дека државата преку уставни измени и преку реформи треба да продолжи кон Европската унија со полна пара и се свесни и тие дека влада предводена од СДСМ и од оваа коалиција е единствениот гарант дека тој брод ќе се движи напред и нема да биде со закопано сидро, како што пред малку кажавте, да стои во пловиме место. напред со вкотвено така сидро, да не е моја изрека, се извинувам, само ја спомнав. Мислам дека, да не речам сигурен сум дека нема тоа да ја загрози оваа ситуација. Доколку тоа што сега велите дека е само внатрепартиски, резултира со некакво барања за реконструкција. Јасни се кои се барањата, огнените се незадоволни од Османи и од Артан Груби, што доколку Ахмети без оглед на оценките на Ковачевски за нивната работа реши да ги смени. Или биде принуден? Доколку реши Ахмети да ги смени Артан Груби или Бујар Османи. Па не знаеме како ќе заврши таа битка. Одлука на ДУИ. Јас сум од СДСМ. Така. Не би било коректно да... Вие верувате дека сепак сите ќе бидат на тој брод? Јас велам вака. И тоа, да речам, го тврдам. Дека случувањата во ДУИ не можат и нема да влијаат на курсот и насоката на државата кој што е поставен во моментов, а тоа е евроинтеграцијскиот курс. Не верувам ниту дека Изет Меджити, Блерин Беджети, Муса Џафери, сите представници на таа огнена група, мојот пријател Висар Ганиуов Чаир, со кој што бевме колеги 4 години, не сум сигурен дека се за Европска унија и се за Македонија да продолжи напред, дека не се противници на овој концепт, напротив се поддржувачи и нема да дозволат внатрепартиските битки, дилеми и полемики кои што си ги имаат како партија да ја загрозат владата или процесите кои што ги движи владата. Тоа сум прилично сигурен. Колку сте сигурен дека во ноември ќе кажете толку може?
Зборувате за уставните Зборувам за уставните измени и дека само ќе си ја ставите во фиока или на маса како водич за идни реформи, ќе си ја ставите книгата во која што ќе биде папката во која што ќе биде содржан скрининг извештајот. Вреди да пробаме. Зошто? Тоа сме го кажале во неколку наврати. Сега, за прв пат, процесот на движење на Македонија кон Европската Унија и темпото со кое што ќе се движи зависи од нас. Ако претходно чекавме од Атина, чекавме од Софија, па чекавме од Париз, Макрон, дали големите сили се за проширување или не се, сега зависи од нас. Имаме на маса уставни измени. Сакали или не сакале? Тие се предуслов од Европската Унија за да ги отвориме поглавијата. И сега топката е во нашиот двор. Или ќе шутираме пенал и ќе даеме гол, или ќе си додаваме со топката и така пред 16-никот ќе си играме уште долго време. И која и математиката се сврти, едва 74-ца па велат ќе шутираме гол. Останатите не. Видете се, авак. Ова што вие го кажувате едва и 74-ца од 80 е она анегдотата, нели? Песимистот и оптимистот. Чашата дали е полупразна или е полуполна. Некој ќе каже, вие сте стигнале блиску до 80, некој ќе каже, се уште сте далеку. Меѓутоа, она што охрабрува е што во ВМРО ДПМН, и повторно ќе кажам, и ова не е некоја флоскула или сега некоја политичко надмудрување, таму има луѓе кои што сметаат, и јас тоа го знам сигурно го знам, дека постојат луѓе во највисоките структури на ВМРО ДПМН, кои што сметаат дека партијата нивна, ВМРО ДПМН, не треба да продолжи да го следи курсот кој што го диктираат Димитар Апасиев и Левица, кој што води во изолација и што оди против Европската Унија и членство на Македонија во Европската Унија. А некои од тие структури и на средби со фон дер Лајен, и на средби со други високи меѓународни и европски дипломати отворено ги кажале, по моите информации, овие работи, дека тие и не се толку против уставните измени и ако тоа значи продолжување на европскиот пат. Мицкоски вели сите се со мене, има меници подпишано дека Ама добро, они се познати по тоа. Они се познати по тоа. Груевски подпишуваше меници на 600.000 евра за дисциплина на пратениците, Мицкоски нотарски изјави, меѓутоа ако следите така, па Мицкоски од кога вели една година, вели е мнозинство. А јас и вие, еве, скоро половина час, зборуваме како ќе изгледа новото мнозинство предводено од СДСМ. А Мицкоски година дена пред тоа вели ќе направил тој ново мнозинство. Вие се надевате дека ќе стигнете до 80 со откажување на послушност на дел од пратениците кон Мицкоски? Не е тоа откажување на послушност. Јас мислам дека таму има луѓе кои што го препознаваат моментот. И го знаат ова, јас што го зборувам, и го мислат исто, не дека јас го зборувам. Логично го мислат тоа. Па зошто дека сега зависи од нас работата. Па зошто не ги предизвикате? Како да ги предизвикаме? Па знаете кои се начините за пристапување кон измена на уставот. Тоа можат да го направат и пратеници. Видете сега. Прво ќе почнеме со уставните измени, прво ќе почнат со еден широк консултативен процес. Ќе се консултира академската фела, политичари, граѓани, ќе биде прилично поширок процес. Кој ќе го води тој процес, бидејќи според уставот процедурата е обратна. Прво се дава иницијативата, па после почнува јавната дебата. Не зборувам за формата, формално како ќе оди, зборувам суштински што ќе се случува. Ќе имаат можност различни групи на граѓани и различни сфери на општеството да дадат своји идеи како да изгледаат тие уставни амандмани и да дадат своји мислења и своји толкувања. Тука мислам дека ќе почне она што велите вие, предизвикувањето на можеби некои структури прозападни и проевропски во ВМРО ДПМН, кои што не размислуваат исто со Христијан Мицкоски и најтесната екипа која што сака државата најверојатно по теркот на менторот од Будимпешта да продолжи во изолација. Има таму паметни луѓе, и има таму проевропски луѓе, и тоа е докажано, ова што ви го велам, и е покажано и на некои од средбите со меѓународниот фактор, кај што таквите луѓе дошле до израз и оставиле на некој начин политички, кажано, подотворена врата, дека можеби и не е толку лошо да се направат уставните измени, на крајот на криштата. Зошто?
зашто покри другите народи, хрвати, торбеши и бугарите, ние ќе дојдеме до ситуација да имаме во уставот македонски народ, ама да има и во другиот дел кај другите народи бугарски народ, што директно удира во темелите на бугарската теза која што се пропагира децении и децении дека ние сме истиот народ во две држави. Ако во еден устав на Македонија има два народи, меѓу другите стојат и македонци и бугари, како сме ние две исти држави во две исти народи во различни држави? Ако се толку силни тие уверувања, тие сигнали кои што ги добиле странски дипломати од одредени пратеници на ВМРО ДПМН и веројатно ви ги пренеле, тогаш која беше потребата дел од партискиот врв да се среќава со Зоран Заев за оној негов фамозен план за изолација на ДУИ и гласање на уставните измени во коалиција со ВМРО ДПМН, кој дотаму го потресе ДУИ, што на 5 јануари, како што изјави Тала Џафери, како што изјави, се извинувам, Артан Груби, отишле дури во Струмица да го прашуваат Заев што тоа се случува и што тоа планира. Јас на тој состанок не сум присуствувал. Не можам да кажам што се зборувало, како се зборувало и дали е тоа добро или не е. Ниту сум присуствувал на средбата помеѓу Артан Груби, Али Ахмети и Зоран Заев, која што Артан Груби ја кажа јавно дека се случила во Струмица. Никој не ја демантираше и таа индиректната потврда дека таков состанок во СДСМ имал. Не е дали некој го демантира тоа или не, зборуваме за што се разговарало. А дека тоа се случило, а што се разговарало, не би можел да коментирам, не сум присуствувал и, да кажам, од една страна, може би до негде ми е драго што не сум присуствувал, затоа што јас сум... Не се сметате за лојален на Заев? Не. Таму на таа маса не било дали е некој лојален на Заев или е лојален на некој друг. Јас сум дете на партијата, јас сум 14 години во партијата, од најлокално младинско ниво сум стигнал до тука кај што сум сега, и секогаш сум се залагал за почитување на статутот и процедурите на СДСМ. А тоа значи вакви теми и дискусии да се разговараат на извршен одбор, на централен одбор, на конгрес, на состанок на раководството, координација на председателството на партијата. Повеќе сум за тие форми отколку за ова. Ништо друго не е причината. Добро, Заев формално не може да влезе на седница на извршен или на централен, ама ако го следиме статутот, нели? Меѓутоа има луѓе кои што можат тие теми да ги наметнат, тие кои е јасно дека тоа е веќе отфрлено, бидејќи како што вели Артан Груби, Заев ги уверил дека ниту една од тие неприфатливи опции и сценарија не се разгледувани и дека тоа не било прифатливо ниту за господинот Заев, ниту за Ковачевски, ниту пак за било кого од учесниците на тој состанок. Неколку пати споменавте, говорејќи за ВМРО ДПМН, јас пак ќе ве прашам како ќе ги убедите, а денеска отворив едно од вашите последни соопштенија, од 10 реченици во 3 реченици велите Христијан Мицковски заложникот на Апасиев. Точно. Ова е чисто за да му вратите на Мицковски дека вели Ковачевски премиерот на Ахмети или ве фрустрира левица? Не. Кога ќе размислите малку подлабински, тоа е апсолутно точно. Тие се влезени Мицковски и Апасиев, односно левици и ВМРО ДПМН, се влезени во една сериозна битка за оние радикално десничарски гласови. Тоа се горе-доле некои структури на луѓе кои што формално не би требало тоа да е таргетот на левица. Сметаат дека ние треба да бидеме поблиски со Русија отколку со САД и Европската унија. Тоа се структура на луѓе, тип на луѓе кои што
сметаат дека треба да ги прекинеме преговорите со ЕУ, повеќе почитуваат национализам отколку ЕУ интеграција и меѓуетничка толеранција. Но Мицкоски не вели дека треба да ги прекинат преговорите со ЕУ, туку вели дека тој ќе направи подобар договор од тоа што вие сте добро, успеале. а знае дека е тоа невозможно. Практично во превод ви кажува дека не може вака да се преговара и вака нема да преговара, затоа што знае и тој не е паднат од Марс, знае дека е невозможно да испреговара подобро од ова што испреговара, но условите се тие кои што се. Не ги диктираме ние, ги диктира друштвото во кое што сакаме да се приклучиме, тоа е Европската унија. И сега они се тркаат за тој еден корпус на тие гласови и тука трката за жал помеѓу Мицкоски, Апасиев и Левици и ВМРО ДПМН влегува во тоа кој е поголем националист. Тие гласови другачие не може да ги освоите. И тука Апасиев за сега предничи сериозно со неговите ултранационалистички и десничарски настапи, често пати и вртење кон црквата, кон историското минато на Македонија, нешто што е смешно за партија која што се вика Левица. Доскоро Апасиев ви беше маргиналец со само двајца пратеници. Од каде сега тој нагласен фокус на Апасиев? Па ако е така како што тврдите, не зема ништо од вашето гласачко тело, вие треба да си гледате сеир, а не секој ден да одите со вакви веќе апсурдни фрази. Христијан Мицкоски, лидер на една толкава партија, заложник на Апасиев, за кој што до вчера тврдевте дека не вреди 5 пари. Ама колку вреди Апасиев и дали е Мицкоски негов заложник и го следи во неговите националистички политики, и со тоа се факторизира Левица, тоа повеќе кажува за Мицкоски него за нас. Вие го факторизирате. Не можете, немојте, Христоф. Преку реченица го спомнувате во секое соопштение. Не може да го ставиме на рамниште спомнувањето во соопштение дека е до тој степен факторизација, како што е факторизација фактот дека Христијан Мицкоски пробува да го следи темпото на Апасиев и во одредени изјави, настапи и реторики да биде порадикален и поголем националист од Апасиев, трудејќи се да стигне до ова гласачко тело кое што ви го споменав. Затоа велиме дека е заложник, тоа не значи дека тој буквално го земале, го врзале да биде заложник, нели? Фигуративно, политички, дека е заложник. Зошто? Затоа што мора во одреден дел на реториката политичка која што ја промовира Мицкоски да биде порадикален од Апасиев, трудејќи се да ги освои овие гласови. Затоа велиме заложник, затоа што така Апасиев му го диктира терминологијата и до кој степен ќе му бидат исполнети со национализам. Вие треба да се грижите за вашата терминологија и за вашата агенда. Вие треба да ја диктирате агендата, а не да дозволите. Вие она што вие го прочитавте се реакции и соопштенија. Не можеме ние да зборуваме за нас во соопштение ако е тоа реакција на ВМРО ДПМН. На крајот на криштата ние политички проценуваме што сметаме дека е целисходно за нас како политичка партија да го добро, комуницираме. ако сега јас сега би имал... Меѓутоа, дозволете, не сметам и сум убеден дека тоа воопшто не е лага. Значи, тоа напротив е жива вистина. Следете ги изјавите на одредени политички актуелни теми, еве следете ги за Бугарија, на Апасиев и на Мицкоски, ќе видите дека тоа е мртва трка во национализам, кој побрзо ќе се додвори на тие радикални десничарски националистички настроени гласачи, наместо да биде трка со идеи и кој подобро ќе направи за граѓаните и за државата, тие се тркаат кој ќе биде порадикален за да се допадне на одредена гласачка структура која што е десничарски ориентирана. Затоа од тука кованицата дека Мицкоски е политички, да кажам, киднапиран или во заложништво на Димитар Апасиев. И тоа е жива вистина, има тука страф дека Апасиев би можел да земе дел од вашето гласачко тело? Апсолутно не. Традиционалното гласачко тело на СДСМ или свинг гласачкото тело кое што често пати знае да биде за СДСМ воопшто не споделува идеи ниту вредности како што споделува Димитар Апасиев. Исто и со дел од гласачкото тело на ВМРО ДПМН без оглед. Вие дали 10 или 100 пати во денот ќе кажете Мицкоски е политичар, Мицкоски е заложник на Апасиев и 100 пати да повторите, тие ќе си гласаат за ВМРО ДПМН и за она што е официјален став на партијата и
толку, така што кога сега Како би ќе имало, гласаат, кога сега би имало некој анкетно прашање на Ири, кој е правецот на оваа стратегија на толкаво апострофирање секојдневно на левица, или ако спојам се на нова коалиција па изолација на ВМРО ДПМН, а тоа пак не води до 80 пратеници, мојот одговор би бил го нема во тој традиционален анкетен прашалник. Нејасна ми е стратегија. А не ли сметате дека е тоа така? Дека тие се де факто ВМРО ДПМН и левица препрека на патот кон Европската унија. И дека едноставно не се залагаат за истите идеи за кои што ние се залагаме, за оној брод проевропски кој што ви го споменав пред малку. И јас сум убеден дека е тоа така. И сум убеден дека им одговара статус кво на државата, Македонија да не оди напред. Но постои нешто што се вели квалитетна и аргументирана дебата, наспроти меѓусебни дебатирања, меѓусебни клеветења со соопштенија. Истото важи и за ВМРО ДПМН. Ковачевски е влада на порази, на стаклени нозе, премиер на Ахмети, слуга на Ахмети и така натаму. Во право сте, треба да постои сериозна и аргументирана политичка дебата. Но пред се за да постои таа, треба во дебатните емисии на националните телевизии, и кај вас и во останатите телевизии, треба да дојдат соодветни представници на ВМРО ДПМН и да дебатираме на политички теми. Мора да дојдат за да дебатираме. Имате и многу други форуми, но тука одиме со кратка пауза за реклами. Стефан Богоев, подпредседател на СДСМ, е мој вечерешен гостин. Богоев, пред малку можевме да го слушнеме последното, најновото интервју на американската амбасадорка Агелер за Телма, во која ги прошири оние сознанија, без да прецизира време, сепак рече дека може да се очекуваат некои личности да се најдат на листите за санкции на САД, кои што ги подготвуваат неколку институции, кој ќе биде внатрешниот одговор на владата, бидејќи се уште не сме го видели во однос на борбата со корупција. Во овој дел не треба ние да чекаме некој друг да ни ја заврши работата. И мислам дека оваа влада и минатите влади на СДСМ Тоа е малку флоскула. Направија некои посериозни исчекори во делот на правдата и на борбата со корупција. Меѓутоа треба се уште да се работи интензивно. Секоја помош меѓународна, вклучително од најголемиот стратешки партнер на Македонија, тоа е Соединетите Американски држави, е добре дојдена. И верувам дека таа само ќе биде поттик и поддршка на она што треба да го работат нашите истражни органи во државата. Вклучително тука мислам на целиот правосуден систем и мислам дека е дојдено конечно време покрај бизнисмени и политичари кои што сега во овие години власт на СДСМ почнаа посериозно да одговараат пред законите, време е и правосудството да почне да се соочува со закон. Знаеме дека еден од главните извори на корупција се судовите и мислам дека во одредени фази и форми таму не е доволна санкција за некое посериозно судско прекршување, судскиот совет да ве суспендира и да не сте судија, така. Ако некој од судиите хипотетички велиме земал неколку стотици илјади евра од мито, председател на владеачка партија, тоа веднаш може да се протолкува како своевидна закана, ако не е проследено со соодветно објаснување што тоа значи. Еве, две партии предлагаат ветинг. Кој е вашето решение? Ние, како што ви кажав, тоа ќе ни биде една од главните теми на разговорите за евентуалното проширување на мнозинство, владење на право, корупција, правосудство. И тука верувам дека покрај ветингот и одредени законски измени кои што се спомнуваат може да бидат во игра во делот на конфискација на нелегално стекнат имот, застарување на дела, кривични еве алтернатива го спомнува како некоја варијанта, меѓутоа што е добро е што интензивно за ова се зборува. И сите политички партии нудат некаков начин и некаков механизам за сузбивање на ова, освен ВМРО ДПМН не сум ги слушнал, навистина не го зборам политички, не сум слушнал што нудат на оваа тема. Добро е што се нуди,
Добро е што се разговара од повеќе политички чинители и мислам дека сето тоа на крај ќе вроди со некаков посериозен план. Ние дојдовме на власт со паролата нема правда, нема мир, која што беше мантра и лајтмотив на шарената револуција. Јас сум бил еден од првите луѓе на фронтот на шарената револуција и тоа ќе се заложувам до крај. Сега, дали е остварена или не, е релативно прашање. Затоа што во моментов имате историски најголем број на поранешни или актуелни функционери, државни, владини, кои што се на одслужување затворска казна или се соочуваат со пресуди кои што се уште не се или предмети со застарени рокови или затвори кои што се претвараат во затворски кога го велите туризам. во делот на застарување, кога велите делот на застарување, тоа ми беше поентата на почетокот на оваа тема, на ова прашање, далеку од тоа закани или слично. Сакам да го кажам ова што вие го спомнувате. Во делот на застарување, во делот на застарување со интенција или во делот на намерно носење погрешни одлуки кои што потоа ќе бидат предмет на ревизии и поништување од повисоки судови, па со тоа ќе се губи време, мора да има посериозни законски санкции за ваквото однесување и посериозни истраги. Зошто? Ако тоа се санкционира на крајот со суспендирање на судијата или судиката, што сте направиле? Ми најавувате некакви законски измени или што? Не сте направиле ништо. Па еве ќе оставиме нешто и за другата емисија која ќе имаме некои почисти работи од евентуалната зголемена коалиција. Господин Погоев, при крај сме на вечерашното интервју. Граѓаните во последната анкета на ИРИ се изјаснија дека државата се движи во погрешна насока, владата има негативни оценки, политичарите уште поголеми, парламентот исто така. Сето ова што претходно го говоревте како стратегија за ново европско или како и да го наречете мнозинство води до едно, до таа фамозна бројка од 80. За она другото, да ја поправите оваа перцепција за погрешна насока, немате уште многу. Неполна Видете, таму мислам дека во изминативе години мора да признаеме, сериозно се работи на одредени реформи во државата. Владата сериозно напредна, например, на темата на активна транспарентност. Владата сериозно напредна во делот на реформи во делот на енергетскиот систем, инвестирање во енергетскиот систем. Нови анкети покажуваат дека нешто не чини, нешто нештима, или правецот не е препознат, или не е доволно. За било што да се поправи, имате реално време до декември. Од декември натаму влегуваме во изборна година. Со или без уставни измени, единствено ќе се мери она што граѓаните можат да го имаат во паричникот и на маса како стандард. Апсолутно, и тоа е главен фокус на владата и во овие година дена на криза. Ние, внимавајте, се наоѓаме во најголема криза енергетски и економска од Втората светска војна. Практично СДСМ од кога е на власт се случени две историски настани кои што негативно влијаат на економијата и на државата. Тоа е пандемија светска, најголема по шпанскиот грип. Скоро 100 години немало таква пандемија и најголема енергетска и безбедносна криза од Втората светска војна, се во мандат на СДСМ, меѓутоа тоа е некоја таква карма и некоја таква среќа не следи, меѓутоа велат на мака се познаваат јунаците. И сметам дека овде во кризата со пакетите од 750 милиони на гласачка кутија граѓаните мерат конкретно. Она што го кажавте вие од анкетата е незадоволство и скептицизам на граѓаните кон институциите и кон политиката генерално, кога се со сомнеш гледаат кон собрание, локална самоуправа, влада и сите институции, тоа е генерално луѓе кои што доаѓаат од една или друга партија. Видете, тоа систематски 30 години е градено како недоверба во институциите и кулминираше последните 11 години во заробената држава на Никола Груевски. Од тука не може да очекуваме дека преку ноќ ќе се сменат работите. Гарантирам дека многу со поголема и побрза динамика ќе се менуваа работите, да не беше пандемијата и енергетската криза. Меѓутоа, и со таа препрека нема да дозволиме да одстапиме од она што беше лајт мотив на шарената револуција и главни мотиви за доаѓањето наше на власт. Економски напредок, напредок кон ЕУ и НАТО, од кои добар дел од тие цели се веќе реализирани,
и спроведување целосно на паролата нема правда, нема мир. Со овие пароли ми најавивте да отпочнеме нова емисија, ама немаме време. Сосема во крај, за крај, еве, максимум една минута. Опозиција сте во град Скопје, но ќе си гледате ли сеир над обезвластениот главен град или пак влегувате во тајна коалиција со Арсовска, како што ве обвинува ВМРО-ДПМНЕ? Не гледаме ни сеир, не сме ни во тајна коалиција со Даниела Арсовска, напротив, советничката група на СДСМ е една од најактивните советнички групи во градот Скопје. Предлагаат конкретни работи, предлагавме решение и за проблемот со јавните предпријатија, го најавивме пред долго време проблемот во најава со јавните предпријатија, меѓутоа слухот од страна на председателот на Совет Трајко Славевски од ВМРО-ДПМНЕ, мнозинството од ВМРО-ДПМНЕ и Даниела Арсовска како градоначалничка, поддржана и промовирана од ВМРО-ДПМНЕ, за нашите барања досега е скоро никаков, што уште еднаш покажува граѓаните ако заборавиле како 11 години владееше ВМРО-ДПМНЕ. Еве им го град Скопје да видат црно на бело, да се потсетат што значи ВМРО-ДПМНЕ на власт. Раце во мед, кавги за тендери, партиски вработувања, додека градот стагнира. Тоа значи ВМРО-ДПМНЕ на власт. Ако некој заборави, на потешкиот начин ќе мора да се потсети. Ке се обидеме за ова и да ве соочиме со некој од ВМРО-ДПМНЕ. Јас ви благодарам што вечерва бевте мој гостин. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. А веќе во среда за овој пулт ќе ги слушнеме и ставовите на еден од тројцата председатели на ВМРО, подпредседатели се изминувам на ВМРО-ДПМНЕ. Бидете со тел.